Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Сакам со вас да споделам дека сакам да започнам со снимање на еден циклус видеа кој што ќе биде наменет за помладата популација, односно за млади луѓе на возраст од 16 до 20 и нешто, за сите кои се чувствуваат млади, а се разбира и за возрастните кои што може би повремено имаат некои недоразбирања или сакаат подобро да ги разберат младите луѓе. Јас сметам дека сум компетентна да зборувам на различни теми за младите луѓе и вака да им се обратам, затоа што повеќе од 15 години работам како професор. Со нив сум правила и многу работилници од личен раст и развој и сум правила и многу театарски представи. А кога се работат разни работилници, проекти и представи, поинаков е нашиот меѓусебен однос, ние стануваме поблиски и многу често учениците се доверуваат или јас како возрастна во ситуацијата ги насетувам нивните проблеми, па доколку постои начин да им пристапам, да поразговарам, да ги насочам понатаму, некои работи да ги погледнат и од друг агол, доколку се разбира, имаат и тие потреба за тоа и доколку имаат доверба во мене. Токму затоа решив да снимам еден циклус од повеќе видеа кои ќе бидат наменети за нив и во кои ќе се обидам да дадам некое свое видување на работите кои што знам дека ги мачат, затоа што ги споделуваат, затоа што поставуваат прашања, затоа што знам дека мене ме мачеле на нивните години, затоа што имам млади луѓе околу себе кои што ми поставуваат прашања и теми и ете, решив сето тоа да го соберам и да направам еден циклус видеа кои се надевам ќе им помогне на младите. Споделете го ова видео со некои млади луѓе и слободно вие другите кои сте на таа возраст, пишете ми во коментар или приватна порака дали овде или на мојата Facebook страница со исто име Ти можеш, теми за кои би сакале да разговараме, прашања кои ве мачат. Одговори нема да ви давам, меѓутоа ќе ви дадам насоки или само моето гледање или гледање кое што сум го собрала низ искуствата, книгите, моето знаење и така натаму. Мојата желба е несебично да споделам со вас се што знам и да ви покажам некои други начини да ги видите нештата. Ќе зборувам на најразлични теми во зависност од тоа нели какви потреби ќе има и барања и врз основа на мојата концепција на некои теми кои што сметам дека би било добро задолжително да се поразговара, нормално ќе почнам со љубовта кон себе. Затоа што кога ги прашувам моите ученици дали се сакате себе си, голем процент од нив се спунети, а кога имаме работилници која ќе им кажам да напишат од едната страна позитивни, од другата страна негативни особини, секогаш многу полесно им оди да ги напишат негативните особини, а многу потешко позитивните, односно да кажат нешто убаво за себе. Тоа само покажува дека тие се дел од една колективна приказна во која ние возрастните не сме ги научиле, не сме се завршиле работата, односно не сме им кажале како да се сакаат себе си, зошто е тоа важно. И се разбира, тука не мислам глобално на сите и секоја чест на исклучоците, меѓутоа голем е процентот на возрастните луѓе кои не освестиле дека љубовта кон себе е една од најважните работи, а не пак да ја пренесат на своите деца. Зошто да се сакам најмногу себе си и дали е тоа себично, едно од прашањата која најчесто оди со оваа тема. Се разбира дека не е себично, не си дозволуваме да се сакаме себе си затоа што не сме совршени, прекрасни, најдобри, затоа што не сме исполниле нечии очекувања, затоа што сме грешеле, сме разочарале некого. Тоа е во ред. Тоа сите луѓе го прават. Тоа им се случувало и на вашите родители, тоа им се случува и нас учителите и на сите возрастни луѓе што ги знаат. Имало ситуации во кои не сме можеле да се гледаме, да се поднесеме, сме се мразеле, критикувале, сме воделе негативни разговори со себе си, сме се бреѓале максимално и сме се чувствувале невредни заради тоа што не сме направиле нешто како што треба, сме погрешили, сме повредиле некого, сме разочарале. Но тоа е нормално. Добре дојдовте во светот на возрастните и во светот на луѓето кои го искусиле животот.
I ona, što je dobra ili loša vest, je дека тоа нема да престане. Тоа ќе трае цел живот ќе ги повторуваме работите. Цел живот некого ќе разочараме, некого ќе повредиме намерно или ненамерно. Меѓутоа, тоа не е причина да не се сакаме себе си. А за да се сакаме себе си, треба најпрви да се прифатиме, да се вреднуваме токму такви какви што сме. А потоа таа љубов кон себе што ќе ја развиеме, да бидеме свесни дека не е себичност. Затоа што како ќе ги сакате другите ако не се сакате себе си? Љубовта е нешто што постои насекаде, што не умира, што се движи постојано, континуирано, затоа што ние го носиме во себе. И ако сите освестиме дека имаме љубов и научиме да се сакаме себе си и безусловно да ја делиме таа љубов, да ги сакаме другите како што се сакаме себе си, со сите мани, доблести, со сите грешки, пропусти, слабости. Ако ние возрастните не сме го направиле тоа, вие можете да го направите, затоа што светот и днината останува на вас. Затоа што љубовта навистина има магична моќ, навистина исцелува, навистина води напред, ослободува. Се што правиме од љубов кон себе и од љубов кон другите, не може да биде зло, лошо, не може да остава последици, се разбира, ако таа љубов е здрава. Мојата класна, мојата професорка по македонски јазик, еден од моите идоли, моите најголеми учители, оние ангели кои ги среќаваме ни животот и ни го менуваат животот, затоа што сме дозволиле, се разбира, ни велеше: леле, колку сте сите убави. Сите сте убави. И нормално јас со своите 16 години не можев да ја разберам. Си викав: Боже, што е на женава, како сме тоа ние сите убави? Како сум јас убава? А затоа што јас имав комплекси, фрустрации и се уште понекогаш ми се појавуваат. Меѓутоа, сега, со овие години и како наставник, учител, професор, како сакате, ги гледам моите ученици и навистина се сите многу убави, затоа што се млади, затоа што имаат време да се менуваат, да се осознаат, да се созреат, затоа што ги гледам како ќе дојдат на своји 14-15 години, кога се уште деца и се формираат во млади луѓе, растат, се развиваат и надворешно, и нормално интелектуално. И убави се, убави сте, и тој развој продолжува и трае, и прифатете се себе си. Погледнете се во огледалото и кажете си: јас вредам, јас имам толку знање, имам вештини, јас можам да направам многу работи. И се разбира, секогаш можам да бидам подобар и да учам и да работам на себе, независно дали физички, дали ментално, дали емоционално, духовно. Меѓутоа, јас сум си себе си најубав, јас сум си себе си најдобар и јас се сакам себе си. Сега, толкому во овој момент, со се што имам, како мани и доблести. Тоа не значи да ставате розови наочари, тоа не значи да не сте свесни за реалноста, туку напротив, во таа реалност, токму такви како што сте, да ја пронајдете својата убавина, својата вредност и многу љубов кон себе. Особено ако не се чувствувате така, затоа што тогаш ви е потребна најголема љубов и најголемо прифаќање, за да можете да одите понатаму, за да можете да бидете подобри луѓе, за да можете да бидете богати духовно и тоа да го делите со светот, за да ја чувате љубовта жива, да ве води вас низ животот, но и да ја делите со своите најблиски, со пријателите, со партнерите. Сакајте се себе си, затоа што на крајот на краиштата, што и да се случува на овој свет, вие се имате себе си и ќе се имате до крајот на вашиот живот. Па зошто тогаш да се заморувате со критики, со негирање, со неприфаќање, со вреѓање, со повредување? Ако не се сакате себе си, како ќе ги научите другите да ве сакаат? Како ќе ги сакате? И немојте да заборавите, најубави сте, најдобри и најмногу се сакате себе си, што не ве прави себични, туку напротив, луѓе кои што можат тоа да го делат со другите, безусловно и бесконечно, се разбира, во една здрава и
нели популарно кажано, нормална средина. Јас ви посакувам се најубаво, ви посакувам многу љубов, ви посакувам да се сакате и вреднувате себе си, да ги сакате другите луѓе, да живеете и да действувате од љубов. И се гледаме во следното видео со некоја нова тема.